Почитуван пратеник Крмов, се согласувам со вашата дискусија во поголем дел и сега нормално нели отворивте многу теми. Овде само ќе ги свртам тезите што вие ги спомнавте, за да расчистиме некои работи. Владата подпишува спогодба и сега собранието треба да донесе закон за таа спогодба. Но овде се поставува едно друго прашање. Дали сите претходни министри, премиери ќе одговараат за злодело, за криминал, затоа што работеле согласно закон и затоа што го форсирале судството во Република Македонија за решавање на вакви работи. Значи, имаме една понуда на владата и сега се ставивме во двумење кој е во право. Сегашната влада или претходните. Нормално е за очекување сега и од владата да им успори на претходните министри со кое право тоа они го тужеле Мак Петров. Со кое право они барале 54%. Значи тоа се измислени работи кои некој сега во наредни постапки може да се очекува да ги разрешува. И сега проблем е тука што се сменија многу влади. И од ВМРО и од СДС, не знам како ќе реагирате према вашите колеги од СДС, кои исто така воделе судски спорови на оваа проблематика. Уште една дилема. Јас сум покрај другото и судско вешто лице од областа на шумарството. Луѓе, сега да не именувам, викаат вешто лице за 15 метри кубни дрва. Едната страна. Јавниот обвинител вика друго вештачење за истите 15 метри кубни кои коштат 40.000 денара. Во такви случаеви од факултет се викали и ни бараат супер вештачење за 45.000 денара. А замислите, господине Крмов, за 33 милиона евра немаме супер вештачење. Не знам дали ќе се сложите дека ова е малку абсурдно.